Она што можевме да го забележиме е дека се чисти, се уште има места каде што има многу работа, меѓутоа охрабрува сликата каде што гледаме дека животот полека се враќа во нормала, како што најави ти локалните власти, министрите, но и лидерот на владеачката ВМРО ДПМН направи обиколка во делот местата кои што беа најмногу поплавени од саботното невреме. Најпрвен бевме во обиколка на селото Инџиково и најпогодената улица, местото каде што поплавата, односно водата од обиколницата удри во десетина куќи. Поплавени подроми, поплавени домови, гаражи и дворови на граѓаните. Се уште се чисти, се уште се работи, меѓутоа како што реков, дел од куќите веќе се исчистени, а таму бевме ние новинарските екипи и локалните власти, како и лидерот на ВМРО ДПМН. Да, предлагам да погледнеме делот таму од тамошната атмосфера. Ја доста изчистиле, значи ја носат во близина на 50 метра и од таму ни организира зашто нема каде да носат. Тука треба беше за повлекуваат да нашите тука мокро може да влезе. Да, уште кај вас засуши. Да, засуши па после. Струја имате? Имаме вода. Вода имаме. Вода не сме снемувале. До крај имаме. За коли поплавија тука? Овој дел не се исклучи. Не се исклучи. Овој дел не се исклучи. Значи кај вас подрума само, на среда и Бавчак. И две коли поплавени. И две коли А, и две поплавени. коли А поплавени. тие се на Тие Хемис. се на Хемиска. Кај бевте? Во двор. Во двор. Како состојба се возат? Се Во на возат, Хемиско. на Хемис ваѓање да се. Оле на тешката, то пасира. Па, До селиште до горе. селиште. Значи до сега супер оди, работата оди, комплетно значи. Се изфрла материјалот комплетно, значи со војската благодарение на војската, благодарение на градоначалникот исто. Сите помагаат. Значи сите помагаат комплетно, значи Нема до зборови сега за тоа, одиме за се. супер, па натака ќе видиме како би. Значи сега ќе почнеме уште со куќите за да почнеме да ги реновираме, зашто блато се комплетно, значи. Сега како ќе ти таа проценка, нели, владата дали ќе ни помогне нешто, нема да ни помогне. Помогне. Добар ден. Добар ден. Добри сме. Да кажем. Чијме сега добима да не само зачистени детово, да не се све, да не се, али немам кај да легам, кај да спим. Јас сум сам. Деца, Овде не може да се донесе пред тоа. Не, јас не да спијам дека. Мораш исуши. Нема да спијам. Така, Чекам да замине комисија контролира, да се разбирам. Ја ќе си да. Не, дојде на комисијата уште. Не помина Не, комисијата, па се е чекаме завршено, комисија, сега чекаме само. Кај ни Да, прошла да, комисија? кај сите е помина. Заминава, Јас чекаме помина дека кај сите. комисија ќе се дошла. Так. Морам да имам. Отварам. Дезинфекција исто е направена. Вчера беше прскаше. Се направи Да, А затоа се ти чекате сите работи за кој да. Да. Искањето да помине, комисиите да Да, тој помине. чекамо. И се го комшија, деца ови се комшија, што скине, не да ложи до тешо. Спију, кај куќа, кај потреб да За хигиена вчера говора. Да, онда не се. Јас воземав за сите им подели тука, комплетно. Да. Јавувате се вамо, имате координација со координатори, така да може штабот што не Со сите комуницираме, значи тука немаш. И вешката све што од тај до там, тој беше катастрофа. 3 кауча, шипања, висеќе, стопија, кревет. Све. Војска благодари сме на војска. Важно животот е Тоа е небитна работа. Чак и прсти пари може да става. Има обештетување 100%. А тука имаше, јас сум со притисак, ќе не се дебат. Но тука имаше крав. Да, тоа беше сликата од село Инџиково, а втора дестинација денеска на поворката беше село Стајковци, најпогоденото место од саботното невреме. Како што поворката се движеше по улиците, така дел од граѓаните приоѓа и си ги кажуваа своите маки, она како го пренесува искуството, како надошла водата во нивните домови, но и се заблагодарува на помошта која што доаѓаше секојдневно од војската, од полицијата, на сите волонтери кои што овде обединети сака да дадат придонес на некој начин и што побрзо да бидат исчистени домовите на оштетените лица, како и самите улици. Она што е видливо и впечатливо во текот на овој ден овде во село Стајковци се огромниот број на механизација и
на камиони кои што овде денеска помагаат на жителите на село Стајковци по патот како што доаѓавме од обиколницата. Овде можев да видам до сега рекорден број на автомобили кои што се паркирани на местото каде што полицијата одредува да ги паркираат колите волонтерите кои што доаѓаат да дадат придонес. Велам, огромен број на луѓе кои што сакаат да помогнат на овие лица. Да погледнеме и дел од разговорите на лидерот на ВМРО ДПМН со дел од граѓаните. Денес имаме околу 78 машини што работат. Околу 600 волонтери. 78 машини. Само во Стајковци. Во Стајковци 78 машини, околу 600 волонтери и сезонски и комунални работници. И околу 150 војски. Да, само 150 војски. Да. А 70 машини се тука? 78. Добро. Ова можеме да дојдеме. Таа беше најпогодената, се двој, на 18 и на 11 се двој. Два крака кои што беа најоштетени од поплавите, таму се интензивно се работи. Председателе, што побрзо да биде, не се живева. Така е. Ви благодариме ако ни направите уште. Толку сме угневно нагнетени, нема живот вака. Значи денеска владата објави одлука дека 100% ќе биде обештетување за сите граѓани што имаат оштетување. Вие знаете, ние 100% сме уништени. Нема што да порадиш. Знаем. 100%. Затоа и 100% ќе биде обештетување. Ви благодариме унапред. Поздрав. Ова е првичната слика од село Стајковци и село Инџиково. Денеска можеме да видиме дека масовно се работи, се чисти, се отстрануваат сите оние штети кои што беа предизвикани од саботното невреме.